Среќниот принц. Приказна од Ханс Кристијан Андерсен. Во срцето на еден голем град стоеше една прекрасна статуа на принц. Тој беше покриен со злато, очите му беа направени од скапоцени сини камења, а на мечот имаше голем црвен рубин. Сите луѓе го нарекуваа Среќниот принц, затоа што секој што ќе го погледнеше се чувствуваше посреќен. Но тоа што луѓето не го знаеа беше дека иако изгледаше среќен, Среќниот принц не беше среќен воопшто. Од високо тој гледаше како луѓето страдаат. Гледаше сиромашни мајки, гладни деца, уморни работници и осамени луѓе кои немаат баш ништо. Срцето од олово во неговите гради се полнеше со тага се повеќе и повеќе секој ден. Една тивка вечер на рамото на статуата слета мала ластовичка. Таа леташе за накај југ, каде што е топла, но застанала малку за да се одмори. Додека ластовичката се подготвуваше да спие, таа почувствува капка вода. Чудно, рече таа. Небото е чисто, а паѓа дожд? Но тоа не беше дожд, тоа беа солзите што паѓаа од очите на принцот. Кој си ти, златен човеку, и зошто плачеш? Праша ластовичката. Тогаш принцот и раскажа се, како додека бил жив, живеел во палата, каде што никогаш не видел тага, само луксус и изобилство. А сега, од ова место високо, гледа колку многу луѓето страдаат. Малечка ластовичке, рече принцот, можеш ли да ми помогнеш? Како? Рече таа. Види онаа жена таму, има болно дете. Земи го рубинот од мојот меч и однеси го. Така ќе може да купи лекови и храна за своето дете. Ластовичката го послуша и го направи тоа. Летна низ градот и го однесе рубинот на жената. Детето се насмеа, а ластовичката се врати кај принцот, иако беше многу ладно. Следната вечер принцот ја замоли пак. Малечка пријателке, можеш ли повторно да помогнеш? Таму е еден млад човек кој нема пари да купи дрва и се смрзнува. Земи едно од моите сини очи и однеси му го. Ластовичката се натажи. Но принцу, ќе останеш само со едно око. Не е важно, рече принцот. Важно е што некој ќе биде среќен. И така ластовичката го направи тоа, а кога се врати, принцот пак ја замоли. Земи го и моето друго сино око и однеси го на она сиромашно девојче кој продава кибритчиња. Таа плаче затоа што никој не купува од неа. Ластовичката го направи и тоа. Сега принцот беше слеп, но се уште насмеан. Сега ќе останам со тебе, рече ластовичката. И јас ќе ти бидам очи. И секој ден таа му раскажуваше што гледа. Деца кои се смеат, луѓе кои се радуваат и некои кои за жал се уште страдаат. Принцот ја замолуваше да им однесе парчиња од неговото злато, се додека од него не остана само бронзена статуа од олово. И така забрзо дојде зимата. Ластовичката беше многу слаба
и знаеше дека нема да ја преживее студената ноќ. Збогум, драги принцу, му шепна таа. Беше чест да бидам твоја пријателка. И така таа падна мртва под неговите нозе. Во истиот миг, срцето на принцот од олово се скрши на два дела. Кога утрото повторно поминаа луѓето, ја видоа бронзената стара статуа и мртвата птица. Уф, колку е грда сега, рекоа тие, и ја симнаа статуата од пиедесталот. Но кога ги стопија деловите, оловното срце не можеше да се стопи. Така го фрлија срцето, но ангелите на небото го зедоа, заедно со малата ластовичка. Овие две нешта се најскапоцените во овој град, рече Бог за срцето на принцот и малата ластовичка, кои го дадоа својот живот за да им помогнат на помалку срекните. Драги дечиња, запомнете дека вистинската среќа не доаѓа од богатството, туку од љубовта и добрината што им ја даваме на другите. Довидување!